разговорот со нашите гости. Ќе ја поканам Тура, која што е представник на Европската награда за литература, да ни се обрати, така што може да ја пречекаме со еден аплауз и да слушаме што има да ни каже. Тура, please welcome. You can use that mic. So the prize is divided into 3-year cycles, which means that each year 14 out of these 41 countries take part in the award. And this year we are very proud to have North Macedonian author Vladimir Jankovski among our nominated authors for his book Hidden Desires, Restless Travels, as it is translated into English. So the aim of the prize is to recognize and celebrate the creative and diverse wealth of European literature from all over Europe. And we do so by promoting these emerging fiction authors, because we know that once a book has been translated, it has the book and its story has the potential to reach and to touch readers not only in the original language but also in many other languages, as the story crosses linguistic and national borders. So therefore, by advancing the circulation of literature across national borders, we hope that we can bring more people the joy of discovering a new book that might very well be their new favorite book, and also a story that might stay with them for the rest of their lives. So tonight I'm very happy to be here in Skopje during the Bookstar Festival, where literature from all over Europe is celebrated and highlighted. And I'm very much looking forward to hearing more from Vladimir and also our laureates from previous years, Daina and, Petar, of course. And on behalf of the European Union Prize for Literature, I wish all of them many translations in the future so that their stories may reach people across borders. Thank you. Thank you, Tara. Вечерашниот разговор има еден надслов, а тоа е националниот наспроти меѓународниот книжевен контекст. И сосема накратко да ги представим, иако слушнавме кои се нашите соговорници и гости. Значи, Daina Opolskaite ни дојде од Вилкавишкис, Литванија, работи како наставничка во средно училиште, пишува за млади и за возрастни. За незините дела добила повеќе награди. За збирката раскази Пирамидите на денот, која имаме на македонски во издание на Антолог, ја добива наградата за литература на Европската унија за 2019 година. Што туку дознавме дека е Канал 4. Ајде, јас ќе продолжам за да видиме дали работи преводот. Да. Значи, Владимир Јанковски, писател, уредник и преведувач. Неговиот последен роман Скриени желби и немирни патувања ја доби наградата Роман на годината на Фондацијата Славка Ански за 2020 година. Беше македонски кандидат за наградата Балканика и македонски кандидат за наградата за литература на Европската унија за 2022. Да. И Петар Андоновски, писател чии романи влегува во најтесен избор или пак беа наградени со значајни книжевни награди, 4 романи. Последниот Лето во којот нема, а Стравот варвари всушност е романот за кој што ја доби Европската награда за литература 2019 година. Што се нашите гости, Билјана, ти препуштам да го почнеш разговорот. Да, јас би сакала само да им кажам на гостите дека ние ќе поставуваме прашања до сите тројца, значи имаме едно прашање кое што сите тројца ќе треба да го одговорите,
потоа уште едно и повторно, значи најверојатно би ударила во некој круг. Еве да речеме, јас ако го поставам прашањето, ќе одговараат Аина па Владимир по Петар, а Александар кој ќе го постави ќе одиме пообратно, да разбиеме монотонија. Значи, дали е потребна голема умешност да се создадат дела кои што се истовремено локални и национални, но и универзални и се човечки, и излегуваат надвор од границите на средината во која што се создадени. Дела што можат да допрат до читателите на секаде, а да ги надминат бариерите, значи јазични, културолошки и така натаму, и според вас, што е формулата да се создадат такви дела? И дали имате вие некоја лична ваша формула или оставате си на интуицијата, инспирацијата и спонтанноста? Вака, тоа што предлагам, дали ќе може преведувачката од руски да ни се приклучи на сцена, да седне до Даина и да си ја фатиме динамиката на муабетот многу побрзо отколку што ни дозволува технологијата. Дали може да се изведе тоа? Или сега имаме една брза интервенција? Right. Дали ти може преведувачката да ни преведе нешто на руски? Да видиме дали функционираме и да тргнеме. Сега дали слушаш Даина нешто? Дали разбираш што зборувам? Is it coming true? Јас зборувам сега и дали преведувачката ќе го... Океј. Уште еднаш. Може ли еден аплауз? Затоа што конечно влегуваме во светот на технологијата. Значи, првото прашање е дали е потребна голема умешност да се создаваат дела кои што се истовремено локални и национални, но и универзални и сечовечки, и кои што излегуваат надвор од границите на средината во која што се создадени, значи ги надминуваат бариерите, јазични, културолошки и така натаму. И што е формулата да се создаде едно такво дело, односно дали вие имате ваша лична формула или пак оставате се на инспирацијата, интуицијата и спонтанноста. И мислам дека треба да почнеме од Петар, за да има време да има да се снајде. Па вака први многу скромно биографијата. Се шегувам. Вака пред минатата недела кога имав едно интервју што беше нели повод за интервјуто моето гостување на Букстар и на едно слично вакво прашање. Сега не се сеќам точно како беше прашањето, но во интервјуто зборува за тоа дека уствари не верувам дека постои писател кој ниту малку не калкулира со нешто. Она што мене особено ме радува што мојата генерација автори родени 80-та и автори родени секако 70-та година го свативме она дека више е редно да веќе време да го напуштиме оној историски наратив кој беше доминантен во македонската книжевност и да почнеме да пишуваме на некои по-универзални теми. И мислам дека тоа и читателите го препознаа, не само во Македонија, туку тоа го препознаа и издавачите надвор, и затоа мислам дека имаме ваков успех како што имаме од нели авторите кои сме родени 70-та и 80-та. Што беше прашањето натака? Па дали имате некоја лична формула или тоа го оставате на инспирација? Сега формула нема некоја запишување, но секогаш постои таа калкулација, колку и тоа да го негираат писателите, но секогаш гледат, се трудиме да бидеме во текот со времето, затоа што не е доволно само да имате да сте талентиран писател или да имате само добра приказна, многу работи влијаат врз продажбата и врз успехот на една книга, секако важна и приказната како тоа ќе го продадете. Плик тоа.
Благодарам, Петар. Ти благодарам, Билјана, за одличното прашање. Практично половина од твоето прашање е 1/3 од тоа што многу често го размислувам кога пишувам и кога размислувам зошто пишувам и како пишувам. Односот помеѓу, условно кажано, локалното и интернационалното е однос кој што од секогаш ме фасцинирал. Се сеќавам на еден постар македонски писател кој што во една пригода кажа дека човек може да опишува не само својата соба, може да го опишува и да пишува книга за креветот во сопствената соба и тоа да биде толку интензивно, толку добро и толку квалитетно, што без разлика колку е просторно локализирано, да ја има магијата истовремено да зборува и за нешта кои што ќе им бидат интересни на читатели кои што се наоѓаат и на другиот континент. Од друга страна, кога размислувам на ова прашање помеѓу локалното и интернационалното, се сеќавам на едно магично чувство што го имав некаде летото помеѓу мојата 16 и 17 година, кога прв пат во раката ја отворив книгата на Габриел Гарсија Маркес "100 години самотија", која што почнува, тематизира и потоа се занимава со раскажување на некои приказни кои што се случуваат во некое далечно село, кое што се вика Макондо, кое што се наоѓа во некоја недојдија во Јужна Америка, кое што место кое што не можеше да биде подалеку од местото во кое што јас во тој момент седев и ја читав таа книга. И без разлика што тоа место со чудните и екзотични имиња на ликовите, без разлика што самото Макондо можеби е место што ништо не значи, додека јас во скопската населба Железара читав за Макондо, јас мислев дека настаните опишани во тоа мало село на Макондо се толку суштински и битни всушност и за мојот живот, за мојот секојдневен живот. Така што прашањето за локалното и глобалното, за националното и наднационалното секогаш го гледам во однос на оваа перспектива. Можете да одберете да пишувате за некој микрокосмос, тој микрокосмос да биде илјадници километри оддалечен од нечи друг микрокосмос, може да биде оддалечен од некои други светови, но ако го правите тоа со магијата и умешноста, со страста на пишувањето и ако пишувате за животот, тогаш имам чувство дека може да заслепите, да магепсате, да воодушевите читатели без разлика на која точка од глобусот се наоѓаат. Од друга страна, сметам дека една од фасцинантните нешта на литературата е тоа што литературата всушност представува еден вид на чудесно патување. Замислете, можете вечерва сите да отидеме во своите скромни домови во градот Скопје, во земјата Македонија и доволно е да се отвори книгата на Деине и одеднаш да се отпатува во една земја во која што никогаш не сме биле, да се отвори нечија друга книга и да отпатувате во Јапонија, да отпатувате во некоја земја во африканскиот континент на која што никогаш можеби физички нема да отпатувате, а всушност ќе отпатувате на еден многу посуштински, духовен начин. Така што литературата ја има таа убавина, истовремено и малото да биде големо и големото да биде мало. А што се однесува во однос на прашањето за формулата, јас кога пишувам имам само една формула, а тоа е со колку можно поголема страст и посветеност да ја раскажам приказната што ја носам во себе. А доколку се обидувате, мислам да пишувате книги според формули на други успешни книги, верувајте ми, ќе завршите во баналности и никогаш таа ваша книга нема да допре до поголем број читатели. Я думаю, что у каждого писателя есть какая-то формула, и каждый имеет какую-то свою формулу, как писать. Но найти эту формулу нужно время, и нужны какие-то
другие книги. Я думаю, чтобы ты мог рассказать свои истории. От национальной литературы и интернациональной, я не знаю, мне кажется, что есть какие-то темы и мотивы, которые всегда тронут, которые всегда вдохновляют людей. И, например, я ищу таких универсальных тем, которые важны для меня. И я ищу чувствительного читателя. И думаю, что есть какие-то универсальные мотивы, которые всем нам есть важны. Би сакал да поставам на прашање поврзано со преводот, затоа што секако дека конкретно, пример, за Европската награда за литература, една позитивна страна, една предност е што големи се шансите тоа дело да биде преведено на други јазици. Нели со на тој начин ја надминуваме локалната сцена и се отвараат. Или за тоа што зборуваше Владимир, дека може нашиот свет или светот на авторот да го доживеат и многу други читатели. Ме интересира и си размислував, ми се допаѓа тој тренд што, да речеме, Петар доживеа англиски превод, француски превод, српски, значи веќе полека хрватски. И размислував и мислам дека од поновата генерација писатели, мислам дека две имиња ми доаѓаат, што веќе го отворија на некој начин патот, тоа се Гоце Смилевски и Румена Божаровска. И Лидија Димковска, да. Значи, веќе има во Македонија автори кои што полека го отвараат тој пат и за тие што следат после нив. Петар веќе гази по таа разгазена патека и ме интересира ваше мислење во како го доживувате со сето тоа, дека дали ве возбудува самата мисла да или дали сте добиле фидбек од читатели од тие земји кои што ви искоментирале можеби лично или на издавачот за вашите дела, кои што се преведени на, може и Дајна да ни каже, јас не знам точно незините дела на колку јазици се преведени, баш би сакал да знам каков бил фидбекот. Сепак Европа е континент со многу и субкултури, различни национални култури и религии и така натаму. И убаво е кога се трансцендираат тие граници и јас сум убеден дека литературата има таа моќ да помирува и да обединува. Колку и тоа да звучи сега, не знам, ангажирано или политично, меѓутоа верувам во таквата улога на литературата. Кој ќе почне? Петар, сакаш ти? Ај. Мислам дека пред само 2 години допред да ја добием Европска награда, не ни замислував дека за само 2 години на 5 јазици ќе биде објавен мој роман и дека ќе има и одлична онака перцепција и во различни земји. Например, англиското издание имаше 5 осврти, што например во Македонија кога ќе објавите книга на македонски вие немате 5 осврти. Истиот издавач ќе го објави и мојот последен роман, што значи дека Европскава награда е одлична, особено за нас кои доаѓаме во земји чија литература не е толку атрактивна. И успехот и на Гоце и на Лидија е благодарение токму на Европската награда, затоа што и нивните врати кон преводите, така Гоце беше првиот добитник. Затоа е важна Европската награда. Важна е особено, не е толку важна за големите литератури, кога велам големи литератури под наводници го зборам тоа, туку важна е за нас кои доаѓаме од мали земји, од не толку преводливи јазици. И се надам дека тоа така ќе продолжи, сега не знам како искуството на Владимир. Искуството е слично. Се разбира, ќе кажам нешто што
многу често сме го кажувале во нашите приватни разговори. Преводот е еден од единствените начини македонскиот писател да ја надмине клаустрофобијата на својот книжевен контекст. Македонија е релативно мала земја, според последниот попис е 1.800.000 жители, просечните тиражи се движат околу 500 примероци, ако некој е посреќен може да добие тираж од 1000 или 1500 примероци. И едноставно книжевниот контекст, доколку после неколку книги ти почувствуваш дека книгата што ќе ја напишеш не се шири надвор од границите на твојот книжевен контекст, неминовно ќе те задуши таа клаустрофобичност на малата книжевна средина. Во тој контекст се согласувам со Петар дека преводот и ваквите иницијативи се еден од начините човек да се почувствува слободен, да се почувствува како граѓанин на светот, да ја употребаме на таа синтагма која што веќе десетина години од различни геополитички причини не е веќе толку популарна. И да бидеме искрени, начинот на кој што функционираат одредени помали книжевности надвор од своите граници е поврзан исклучиво со добрата и квалитетна културна политика на тие земји. Културната политика поврзана со преводот, со издавањето, постоењето на сериозен систем на поддршка, меѓународни награди, агенција за книга е начинот на кој што книжевностите и книгите од малите книжевни средини може да излезат надвор. Небитни сме за светот. Колку и ние самите себе си тука да мислиме дека сме битни и големи таму за тој свет. Ние зборуваме за свет, за Европа како светот. А каде се сите тие огромни пространства на африканскиот континент, на Азија, на подалечните средини. Единствениот начин да станеш видлив е со сериозна културна стратегија која што никогаш не може да биде поттикната само од една издавачка куќа или само од здружение на писатели, туку тоа треба да се направи на многу сериозен начин. Вчера се случи еден фасцинантен момент кога од една земја која што има околу 350.000 жители, значи земја која што е речиси по бројот на жители 5 пати помала од Македонија, една писателка да има на еден друг јазик преведено повеќе од 10 романи и да се соберат стотина луѓе, ако не и повеќе, да слушнат што има таа да каже. Тоа не е поради само затоа што ние како книжевна средина од секогаш сме биле отворени за преводите и од секогаш сме биле отворени да слушнеме нешто повеќе за другите книжевности и за другите литератури, туку причината за постоењето на тие 10 преводи од исландски на македонски јазик, тоест од исландска авторка на македонски јазик, е затоа што во Исланд постои сериозна книжевна агенција која што се занимава со промоција на исландската литература надвор. Тоа е причината зашто во последните 20 до 30 години на европската книжевна сцена и пошироко се случува бумот на скандинавската литература, па многу често преводи на книги од автори од Данска, од Норвешка, од Шведска, од Холандија имаме можност да ги читаме на македонски јазик. Од аспект на писател можам да кажам дека чувството дека твоето дело се е преведено на некој друг јазик, дека некој оддалечен, не илјадници, туку десетици илјадници километри од твоето место на живење, од твоето место каде што си ја напишал книгата, те чита на некој друг јазик и твоето дело има кожа на некој друг јазик, е фасцинантно и можам да кажам дека е една од главните мотивации зашто јас лично пишувам. Пожалуй, я никогда не думала, что мои книги будет читать в других странах, и европейская награда это дала такой шанс. И сейчас у меня есть 8 контрактов с другими странами. И македонский перевод для меня много значит. Это очень интересно, очень
как-то экзотично даже для меня. Но это, я не знаю. А каков беше фидбекот, каков фидбек доживуваш во Литванија? И баш ме интересира и дали има други литвански писатели кои што не само да добиле наградата, туку што ги надминале границите на вашата земја. Затоа што ние сме некојаш незапознаени со што се случува и на 500 километри од нас. Ме интересира дали има исто така писатели во Литванија кои што ги надминале границите и се читани во превод на други езици. Да, может быть, вы знаете Кристину Заболевскайте, которая пишет исторические романы. Силва Рерум, ее роман был переведен в многие языки в Европе. Лаура Синтия Чернявскайте, может быть. Литва маленькая страна. Слично на Македонија, меѓутоа, да. Фала ти. Јас би сакала исто така сега следно прашање да речам во еден контекст на она што се случува во Европа, со тоа што ќе мора да се смениме со листовите затоа што имаме а јас сепак би сакала да не импровизирам, иако го знам прашањето. Ова е чеховски момент, смислен пред настанот, за да има драматика. Значи, добро, повторно се истото. Истиот лист го имам, значи не го добив тој што треба, но ќе импровизирам. Да, значи следното прашање е дали околу нас се случуваат многу работи. Светот се менува, значи имавме голема пандемија, имаме голема економска криза, војна во Европа, климатските промени се позаканувачки и се поприсутни и што се случува со книжевноста во, да речам, овој нов свет кој што ни се случува на сите нас? И дали сметате дека книжевноста мора, бидејќи, да речам, ова е прв пат кога нешто ни се случува на вистина глобално по Втората светска војна. Значи, помеѓу имавме разни локални конфликти, се што се случувало било во многу помал размер, но ова е прв пат нешто што ни се случува сериозно во светски рамки и прашањето е што се случува и во книжевноста и дали таа ќе мора да биде дел од овој нов свет на промени, дали ќе треба да биде ангажирана, да заговара нешто, дали ќе треба да речам, да учествува во таа смена на парадигми која што е неминовна и дали според вас тоа време кога книжевноста имаше еден период на мирување каде што можеше да биде само нели убавиот збор, да царува без некоја посериозна мисија, дали тоа време веќе сега треба да заврши, да книжевноста повторно да се врати во на поангажирана улога кога треба нешто да каже посериозно. Јас никош не сум верувал дека книжевноста може да го промени светот, но може да го промени светот на поединецот. Така да во нас мисла е важна улогата на книжевноста и важна улогата на писателот. Сега колку книжевноста ќе има моќ, не знам во денешно време, затоа што живееме во време кога некои други работи се подоминантни отколку уметноста. Но секако дека треба ние како писатели да ги следиме сите тие трендови и треба да и мислам дека доправа ќе пишуваме за се тоа што се случува, дека некако потребен ни е период дури ние да го испреципираме за тоа што не обкружува и дека мислам дека доправа ќе следи и промена и во уметноста и во книжевноста.
Има една стара кинеска поговорка која што вели не дај Боже да живееш во интересни времиња, кажувајќи дека турбулентните и интересни времиња многу често знаат да бидат погубни за поединецот. Освен што е луцидна, забавна и интересна, мислам дека оваа поговорка е суштински погрешна. Затоа што секое време е интересно време. Не постои помалку интересно или повеќе интересно време од едноставна причина што ние го имаме само ова време на живење, го имаме само просторот помеѓу, што би рекол Петар, 1970 и 2030, 40 или 50 и тоа е нашето време. И без разлика што можеби од историјата, од големите наративи, некои други времења се изгледаат поинтересни во контекст на кинеската поговорка, ова е времето на нашиот живот и ова е она што ние можеме за кое што можеме да реферираме и да пишуваме. Да, нештата се случуваат сега можеби на глобално ниво, но од друга страна, одговорот на литературата од секогаш сум верувал дека е малку повеќе личен, малце повеќе интимен, дека практично дури да пишуваш за големи теми, некако подобро е да пишуваш за тие големи теми, или барем тоа е мојот пристап, на тој начин што ќе избереш неколку мали, обични луѓе, ќе ги прикажеш нивните судбини и преку нивната мала приказна ќе почнеш да пишуваш и за тие големи теми, бидејќи постои опасност ако почнеш од не микроплан па да одиш на макроплан, туку ако почнеш од макропланот, од големата перспектива, постои опасност многу повеќе твоето пишување да личи на есеј, на памфлет, на политички говор, на некоја идеолошка програма, која што може да биде интересна од аспект на согледување на времето во кое што се живее, но од естетска гледна точка може да биде многу повеќе минлива. А во однос на промените и на литературата, од секогаш сум мислел дека литературата всушност го следи времето. И едноставно не можеш да напишеш литература која што е надвор од твоето време. Дури и кога луѓето пишуваат историски романи, тие историски романи многу повеќе зборуваат за времето во кое што се напишани, отколку за времето за кои се напишани. Пред 10 или 15 години постоеше тренд во светската литература на постоење на таков вид на метаисториски фикции, на пишување на книги за познати личности од историјата, како еден вид на метаисториска фикција. Кога ќе се сетам на сите тие книги што ги прочитав, сигурен сум дека сите тие книги не го прикажуваат тој главен лик Ниче од 19-тиот век, туку зборуваат за Ниче од 2005 година. Или сестрата на Сигмунд Фройд, истовремено колку што е сестра на Сигмунд Фройд од 40-тите години, исто толку е од 2012 или 2013 година. Така што се согласувам со Билјана дека секое време практично ја трансформира литературата, но тоа е затоа што практично литературата не може да биде надвор од своето време. Туку е во длабоко содейство, во длабок диалог и длабоко се преплетува со времето во кое што постои. А вие за пандемијата може да зборувате, например, во широк план, но исто така може да се одлучите да раскажете приказна за една семејна приказна во која што се случува во 40 метри квадратни стан и пак тоа да биде исто така приказна за пандемијата. Например. Дајна, would you like to... Дали би сакала за ова да искоментираш? Я могу добавить, что я думаю, что литература меняет мир каждый день. Она может менять мир, но эти все вещи не могут менять литературу. Как, например, пандемия. Неодамна би се во контекст на што Билјана го поставила прашање, во контекст на ангажираноста,
пред не знам колку време, неодамна читав еден роман од една украинска писателка, која што баш на многу директен начин, на многу, не би рекол суров, меѓутоа многу во наводници без блатна на јазикот, раскажува на приказна, во голема мера вистините приказна, за она што се случува меѓу 2014 Донбас, Руси, украинци конфликт. Освен тоа што писателката знае да пишува, многу е фино, многу убаво напишано, убедливо романот, заведешав една премногу, ајде да наречам, дрска ангажираност. И тоа малце ме вознемируваше, иако таа реално ги прикажува нештата. И тоа сосема од една страна, од украинска страна, и тоа безрезервно и без срам. И се прашувам, ова може да го одговори, можете сите да го одговорите, може некако чувство дека има коментар за тоа, каде се границите на ангажираноста и каде тоа преминува во политика, пропаганда, каде се банализира, кој некој сака да... Ова во контекст беше, не знам, за војна, конфликт, може да биде било која тема. Каде ангажираноста станува невкусна? Има некој коментар за тоа? Според мене едни од првите ангажирани книжевни дела во историјата на светската литература, за кои што знаеме и имаме податоци, се напишани, тоест се компилирани и создадени некаде во 8 век пред нашата ера. Читајќи ги Илијада и Одисеја, 29 или 28 века подоцна, можеме да ги читаме како гениални епови на Хомер или на метафората наречена Хомер, тој рапсод, но од друга страна можеме да ги читаме како исклучително ангажирани дела, затоа што светот кој што го прикажува епот на Хомер и Илијада и Одисеја е практично книжевен жанр кој што тогаш ги стандардизира и на некој начин ги потврдува идеолошките премиси на општеството во кој што тие епови се создадени. Да не одам понатаму во поблиските и полесно перцептивилни примери во однос на светската книжевност. Но, она што останало од Илијада не е затоа што тој ги опева херојствата на како се вика, на античките грци кои што се кои што ја уништуваат Троја, претходно лажно криејќи се зад метафората за убавината, туку она што останува од таа литература е затоа што е напишана на гениален начин. Напишана е со гениални во гениална метрика. Хомер опишува онака како што еден на моменти може и натуралистички писател да му завиди, и затоа што се занимава со една тема која што и денес не возбудува. Идејата дека 10 години војна може да се води заради убавина, а не заради грабеж, палеж и освојување на туѓи територии. Така што имам чувство дека секоја литература може да биде ангажирана или да не биде ангажирана, но тоа што ја прави добра литература, ја прави не затоа што зацврстува одреден поглед и идеологија, туку начинот на кој што е напишана. Литературата, меѓу другото, таа е еден вид огледало и на општеството, и таа треба да биде некој вид критика. И тенка е таа линија кога пишувате на ангажирана тема да забегате и во пропаганда. Затоа овие теми се многу опасни теми кога се зафаќате, и затоа не треба да бидете целосно пристрасни, зборувам како писател. Бидете целосно пристрасни да заземате само едната страна. Тоа е прилика. Да, значи ова е едно последно прашање од мене. Прашањето се однесува на тоа дека нели модерниот свет малку наметнува некои поинакви правила за писателите. Значи веќе не е она нашето романтично сваќање на тоа, јас седам дома, пишувам
ќе извадам роман и имам публика која што е жедна за читање, туку младата публика се повеќе нетрпелива, бара да чита на поинаков начин, значи е-книгите, аудиокнигите се многу во подем. Мора многу да се работи на маркетинг, на промоција, дури самите автори мораат да работат на себе промоција и на тоа да се продадат себе си за да дојдат до поголема читателска публика. Баш Петар, како што ти спомна во тоа интервју, мислам дека рече да, тебе ти требаат тие 5 читатели што навистина се добри, но ти требаат и 50 или 500 нови до кои што ти мораш да допреш, затоа што сите знаеме колку се помалку и помалку книгите се продаваат и допираат, значи ти мораш да се потрудиш да ги продадеш. И сега моето прашање е како да ти ја освоиш таа читателска публика, а пак да го задржиш оној интегритет? Не мислам дека малку се купуваат книги, се купуваат многу, него постојат, премногу се пишува. И секој втор мисли дека ако напише нешто малце покреативно на Facebook, дека може да биде писател и дека може да издаде книга и дека никош полесно не било денеска да објавите вие книга. Во контекст на она 500 читатели, кога објавив првиот роман, мислев дека тогаш бев убеден, тази излезен од студиите од компаративна книжевност, дека е подобро да имам 5 квалитетни читатели од колку 5000. Како поминува време од книга до денеска, сваќам дека уствари супер е да имам 5 квалитетни читатели, ама и 5000 други кои ќе ми ги купуваат книгите од кои ќе живеа. Што беше прашањето? Како интегритетот да го случуваш кога се продаваш на тие 5000? И денеска не е доволно само за да напишете добра книга. Добра книга, дури квалитетот на книгата е ставена на некое второ, трето место. Денеска е многу битна и приказната околу книгата, да ја продадете себито, дури важна е корицата како изгледа. Маркетингот е најклучен, а после сето друго. Најубаво е доколку најдете тој некој баланс помеѓу тоа да го пишувате тоа што го сакате и да успеете да го продадете. Мислам дека е успео во тоа. Тоа е многу тешко и многу комплексно прашање, затоа што некако сега писателот како да е ставен под некој притисок. Не е доволно што велиш ти да ја напише книгата, туку нели мора да има и разговори, промоции за книги, сето тоа што е легитимно, е супер и секогаш го поддржувам. Но некако на тие разговори или интервјуа писателот мора да биде забавен, мора да биде, не знам, духовит. И дури многу често кога организираме книжевни настани или кога разговараме за настани со пријателите или колегите од другата страна, влегуваме во стапицата, мај да направиме тоа да биде некако поинтересно, некако да биде попривлечно. Што мислам дека е погрешно. Писателот не треба да се претвори во клоун што забавува. Книжевните промоции не треба да се обидуваат да ги имитираат моделите на поп-културата, на културата на социјалните мрежи. Не треба да се обидуваат да ги... треба да бидат се што тоа не се, барем според мене, бидејќи литературата е медиум на бавноста, а медиумот на времето во кое што живееме е брзината или преголемата брзина. И треба да постојат некакви мали брани на отпор против банализацијата, фетишизацијата, комерцијализацијата, не само на културата, затоа што тоа не се случува само во културата, туку и нашиот живот се претвара помалку во реклама, во фетиш, се претвара во банализација. И мислам дека тогаш зошто е потребна литературата, зошто е потребна уметноста, ако уметноста или литературата се претворат во она што спротивно треба од тоа што треба да се.
Но од друга страна, секој веројатно се плаши од ужасот на неслушнатоста, на анонимноста и на тоа дека неговата книга некаде заборавена на полиците ќе собира слоеви и слоеви прашина. Така што немам некој одговор темелен на ова, но сметам дека практично, не знам, подобро е да се биде здодевен, ама доследен на себе, отколку по секоја цена да се биде забавен и интересен. Ја не се сложувам со Владимир. Да, значи книжевноста, сакале ние да прифатиме или не, книжевноста одамна е станата шоу-бизнис. И точно тоа, дека колку си поинтересен, толку си попродаван и се. Добро, ти беше мира да се спровистил. Не се сложува на тоа, мислам дека голем дел од македонските писатели не го прифаќаат фактот дека светот се менува и дека ова се некои други времења каде што треба да се прилагодиме ние кон тие времења и уште македонскиот писател е на она ниво, па подобро да ги имам тие 5 квалитетни читатели, не е така, не правиме мислам ништо, не само во Македонија, туку и надвор. Не, ама извинете, јас морам да се уфрам. Значи, ние имаме многу добар пример како можеш да бидеш и популарен и квалитетен. Тоа е Румена. Значи, Румена Божаровска е апсолутна регионална звезда, дури сега станува и многу повеќе од тоа. Значи, таа е поп во сите критериуми по кои што би се дефинирале, а е квалитетен писател. Така што мислам дека е тоа за кое што ти зборуваш. И ти си на пат натака. Тука би можеле сега да развиеме, драга публика, една голема дискусија за ова, меѓутоа нема да има во таа насока и убаво што имаме, да ќе оставиме да убаво што имаме нијанси, несогласувања и различни мислења и можеби треба некој да направиме специјално еден настан за тоа до каде не се компрометира литературата во однос на социјални медиуми и така натаму. Дали би сакала ти да кажеш нешто во однос на го доби прашањето на кога го постави Билјана ти? Во однос на прашањето беше, ако да ја парафризирам Билјана, колку еден автор мора да на некој начин не се подчини, туку биде отворен за користење на социјалните медиуми, маркетингот и се оно што во современото време го нуди, за да неговото дело дојде до што повеќе луѓе. Кој е твојот став или мисла во однос на тоа? Например, у меня нет никакой рекламы, никакого маркетинга, у меня нет литературного агента. Тоа е интересно. Я просто пишу книги. Океј, добро. Значи, фала ти за тоа, ти благодарам. Тука нема да продолжиме, иако е многу жешка и интересна тема. Јас лично би кој искоментирал би може да за ова да зборуваме. Ајде во наредна Свою книгу, например, я писала 15 лет. И никто не хотел публиковать ее. Никто меня не знал. Но потом я написала 4 романа детям, юношам. И тогда мне сказали, что ну пусть мы попробуем и публикуем эту твою книгу. И вот так случилось, что она была успешна. И следен чекор Европска награда за литература. Супер, ај тогаш вака ќе направиме. Последното прашање ќе останеме со Даина. Да завршиме малку на полесна нота. Што Даина е последно кај тебе? Дали пишуваш нешто ново и кои ти се планови во блиска идни? Я очень бы хотела написать большой роман, но я не умею писать романы. Я не знаю, как это делать. Я пишу короткие рассказы, short stories. Я сейчас тоже
пишу эти короткие рассказы, и я думаю, что будет другая книга коротких рассказов, short stories. Окей. Hvala. Следна година планирам нов роман и веќе знам како ќе ви го продадам. После ваква реплика нема што да се додаде. Благодарна Даина, на Владимир, на Петар. Се надевам дека уживавте во разговорот. Останете, имаме следува Игор Штикс, ако не се лажам, и потоа разговараме со Кристина Гавран и Богдан Александар Станеску, ќе има супер разговори, ве поканувам да останете и да ги поздравиме гостите уште еднаш со еден аплауз. Thank you.